Жална е оваа наша Македонија кога двете личности кои се представуваат како лидери на опозиција и кои имаат амбиција да ја водат државата еден ден, си имаат резервни нации. А па СИЕФ има Москва, Златен Филипче, Дубај. И можеби нема ништо спорно во тоа ако се однесува на обичен слободен граѓанин на Македонија. Но овие двајца не се само обични граѓани, посебно не Филипче. Тој е председател на опозицијската СДСМ и пратеник. Основно политичко правило е, не само политичко, туку и етичко. Секој што сака да биде лидер на една политичка партија, да учествува на избори, да се бори за власт, за да стане премиер и да ја води државата, треба да живее во Македонија. И за Македонија. Во својата земја да работи, да плаќа данок. Со својот народ да дели добро и зло. Со една нога надвор од Македонија не може некој да се нарекува лидер на македонската опозиција. Со златна виза во джеп, која му овозможува трајно да се исели од земјата, што сака да ја води, не се станува иден премиер или председател. Едното со другото не одат. Не само што не е етички, туку едноставно на таков човек ништо не може да му се верува. И побогу, што значи она дека сега визата била на стендбај? Веројатно дека Филипче не сака да ја врати златната виза и уште си ја чува во джеп за резерва. Да ја врател некако некој, можеби ќе му поверуваше дека сега ете како пратеник и лидер сака да се посвети на Македонија. Ама ова дека се уште си ја чува, може само да значи дека Дубај уште му останува во душата како резервна варијанта. Или можеби Македонија му е резервната варијанта, а Емиратите главен дом. Луѓе, човекот пред некој месец на конгрес на СДСМ и официјално беше избран за лидер и сега шета низ Македонија и држи лекции како требало да се води државата, како да се справуваме со економијата, надворешната политика, безбедноста, здравството. А додека го збори се тоа, со раката во джеп си гали златна визичка. Изгледа идејата му уште малку да помешетари тука, пако не успее да си ја здува за Дубај. Премиерот оди кај шеикот да договара дел од петрол доларите да се слеат во Македонија, а лидерот на опозицијата оди на концерт на Харис Џиновиќ и му помага на својот другар да си ги сочува милионите евра. Сами видете разликата.